но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дајте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добар ден, ќе речев во црн бумбар, бел бумбар, бидејќи во тој термин оди ова едно скратена варијанта на аргументи, бидејќи програмската шема малку изместивме поради спортските активности, но тоа не е причина во една релативно покус временски рок да полемизираме, разговараме за актуелни политички прашања кои се отворија по посетата на премиерот Зоран Заев на Софија и најавувањето наскоро на потпишување договор за добрососедство со оваа соседна земја. Вечер имам двајца гости на исто место во различно време. Најпред ќе разговараме со господинот Филип Петровски, а подосна и со господинот Стојан Алев. Добро вечер, господине. Добро вечер, благодарам за поканата. Претпоставувам дека ги следите овие активности на новата влада, средба со Борисов во Софија, најавата за потпишување договор, заедничко чествување, некаква видоизменување и ревизија на учебниците и така натаму. Што стои за овој договор? Има ли опасност од нешто од поништување на македонскиот идентитет или е тоа само добра желба од двете страни за подпомагање на Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија и НАТО? Бидејќи тие две вистини по моментов се наставени на кантар, што е побитно, што не е, дали едното го кочи другото и така натаму. Како вие го доживувате тоа? Апсолутно дека следам и уште повеќе се чудам. Секој ден сум се повеќе чудо невиден од еуфоријата која што ја покажува, манифестира господинот Заев. Не велам премиер затоа што изборот и на мнозинството во собранието и непочитувањето на изборните резултати апсолутно знаете ни што све поминавме од декември до сега. Меѓутоа како и да е, тие седнаа таму кај што седнаа и се растрчаа по Балканот и како да ви кажам, многу е тешко да се следи брзината на произведувањето на глупости и штетни активности и последици за идентитетот и судбината на нашата држава. Мислите, не требаше да се динамизира таа меѓународна активност низ Балканот? Знаете што? Треба да се реализираат активности. Ако сега ќе збориме и за посетата на Димитров на Атина, треба да се реализираат посети, меѓутоа такви посети со такво значење треба да се реализираат со многу поголема подготовка и многу повнимателно да се изберат темите кои што не задираат во македонските национални интереси. Еуфоријата беше и во Атина, ќе одиме, ќе не примат со фиром, ние ќе си ја буткаме нашата агенда, ние сме нова влада, ние сме многу позитивни, расположени, се ќе биде убаво, меѓутоа ладниот туж веднаш дојде во Атина. Убеден сум дека македонската јавност, како и сите аналитичари и луѓето што барем малку ги разбираат политичките состојби, но и ја знаат историјата, дека се вџашени, изненадени и дури со неверување гледаат на ова што се случи во Софија. Бидејќи ова што се случи во Софија ќе има трајни последици ако продолжи на ваков начин да се одвива комуникацијата за нашиот идентитет, како и за нашата историја. Заедничкото чествување, според мене, е исто како да ги викнеме и турците, а можеме и на Ердоган да му се јавиме, па да дојде на Илинден и тој, па заедно и со турците да направиме една прослава одбележување на ликвидацијата на четата на Питу Гули на Мечкин камен. Исто така би можеле да ги викнеме и србите, а може да ги викнеме и албанците и грците и да си направиме еден циркус на најсветото место на македонската борба за воспоставување на своја држава. Имено, македонците се жртвува во македонско востание, кое што е чисто без никаква дамка и не може да се дели со друг. Кој сака да дојде, да се поклони пред жртвите на македонскиот народ, е добре дојден. Може да дојде било кој. Ние нема да забраниме на никој. Меѓутоа, на македонско чествување не постои ниту еден аргумент да ова чествување биде дводржавно.
Ова е чисто македонско востание. Да ве подсетам, во 1903 година Бугарија има собствена држава, има собствена армија. Не постои ниту една пушка дадена, ниту еден денар даден или тогашна валута, ниту еден човек кој ја преминал границата за време на траењето на Илинденското востание. Не постои ниту друг сојузник на Балканот кој што го помага ова востание. Туку постојат само внатрешни сили, израз на внатрешната потреба на македонскиот народ во етногеографски граници пред поделбата на Македонија да се дигне, ослободи и создаде своја национална држава. Во контекст на тоа, ја ги донесов документите, имам два документи со мене, во контекст на тоа, првото заседание на АСНОМ се одржува на 2 август 1944 година за да се направи континуитет кон тој израз на непокор и борба за создавање на собствена македонска држава. Доколку нашите партизани оценеа дека 903 бил заеднички напор на Македонија и Бугарија или Македонија и Грција или сите држави, тогаш тие немаше да се повикуваат на таа традиција која што е чиста и буквално на тој датум и не случајно Ченто го прогласува Илинден за народен празник на македонската држава. И еве го оригиналниот документ кој што се чува во државниот архив. Се надевам дека можете да го видите. Се гледа, да. Исто така, на тој датум и македонскиот јазик се прогласува за службен во македонската држава. Инаку би се прогласиле некои други јазици. Би се прогласиле повеќе јазици. Значи, неспорна е таа традиција која што ние имаме. И сега вие одеднаш имате еден човек кој што отишол да ветува промена на учебниците. Како ќе ги менја учебниците? Ќе ги избришат овие документи? Ќе дојдат, ќе ги уништат, ќе ги запалат во државниот архив? Па ние имаме ја неслучајно. Не знаеме кои се деталите. Како ќе усогласуваат историјата? Како што ќе побараат од другата страна? Не знаеме, тоа треба доктор. Ние не можеме, извинувам, ние не можеме да ја менјаме историјата. Ние можеме историјата да ја препуштиме на историчарите. Ние можеме да ја препуштиме на интелектуални дискусии. Ма што значи тоа кој ќе каже да препуштиме на историчарите? Секогаш било така. Не е така. Сега политичарите сака да ги менуваат. Се политизира историјата, па мисля че почесто беше тоа. Ние живеевме со исполитизирани односи кон историјата и таа создаваше меѓудржавни односи. Така е. Така. Меѓутоа, сега, за да еуфоријата добија на тежина, треба ние да ги учиме нашите деца дека Илинденското востание не било Илинденско востание, дека учествувале повеќе држави. Оваа синтагма ја каже Зоран Заев. Историјата да оставиме на историчарите. Па зошто тогаш дава политички изјави? Затоа за учебниците. Значи, што сака да направат со учебниците? И тука е мојот жесток одговор и жесток став. Нема што да се меша. Затоа што овде во овие книги постојат документи. Овие документи не може да се променат. Објавени се фототипно. Ова се инаку сведоштвата на илинденците кои што државата ги прибира од 46-та година до негде почетокот на 50-тите. Во државниот архив чуваме над 3000 сведоштва кои што 40 години подоцна дошле луѓе по повик на државата да ги дадат своите сведоштва како и што се случило од 903-та. И знаете што има најчисто внатре? Нема ниту еден пробугарски став. Сите ставови се чисто македонски. И тоа во време кога блискоста на Југославија со Бугарија е на највисоко ниво и кога македонците и во Бугарија може да се произнесат како македонци. Значи немало политички притисок да не се изјаснат, значи можеле да се изјаснат како сака. Така што овие се сосема чисти позиции кои што не смее да се дозволи никој да ги менува за дневно политички потреби и 70 години, 7 децении од историографија буквално да ја искине и да ја фрли во канта за една посета во Софија. Господине Петровски, вие сте долго во политиката, иако сте релативно млад човек. Барем јас се сеќавам дека од млади сте во политиката, во ВМРО ДПМН, но сте експерт по меѓународни односи. Имам две прашања, едно по едно. Своевремено лидерот на ВМРО ДПМН Љупчо Ѓорѓиевски потпиша декларацијата за добрососедство со Бугарија. Само малку видим измената наслов на тој договор. Тогаш имаше спротивни реакции. Тогаш луѓето од партијата го поддржуваа, но тогаш Социјалдемократскиот сојуз остро реагираше, прогласувајќи го Љупчо Ѓорѓиевски, делови од партијата за бугараши, за бугарофили и така натаму.
Потоа следеше една извртена ситуација. Бучковски почна како социјалдемократ да инсистира на заеднички прослави на празниците и сега зона заед. Сега повторно се реакциите од ВМРО ДПМН. Како го објаснувате овој сплет на една синусоида која се изменува од различни аспекти околу тоа како ние ќе имаме односи со Бугарија? Знаете што, да не се разбереме погрешно, јас сум за добрососедски односи. Јас ја сметам и историски Бугарија можеби за најблиска држава на Македонија и на македонците. Бегалците таму бегале. Македонците имале своји премиери во Бугарија, своји јавни обвинители. Се изучувале таму школи, таму действувале. Па таму имало и пресметки 20-тите и 30-тите години во ВМРО фракциите секој ден се пресметувале. Едукацијата била повеќе во Софија. Така е. Тоа е зошто? Затоа што биле примени од страна на бугарската држава, а и во одредени делови, како што е Пиринска Македонија, делувало ВМРО се до 34-та година. Практично испреплетена е таа историја. И јас немам ништо против за добрососедски односи. Немам ништо против и за специјални односи. И најблиски нека ни бидат. Меѓутоа, добрососедски односи не се откажување од историја. Не се бришање на факти од учебници. Добрососедски односи се олеснување на меѓуграничен премин, олеснување на економски и социјални и финансиски трансфери, упростување на процедури во области култура, образование и така натаму. Тоа се добрососедски односи. Не се добрососедски односи на Србија да ја дадеме МПЦ, на Бугарија да ја дадеме историјата, на Грција да ја го дадеме, не знам, името, на Албанија да ја го дадеме знамето, и тоа што ќе биде од нас? Тоа не се добрососедски односи. И тоа ниту една држава која што наидува на јасен став од другата држава, никогаш и не би го побарала. Меѓутоа гледаат дека имаме чаја шукарија од наша страна и си ги водат луѓево буквално како од врски шутови. И затоа ние имаме обврска да се спротивставиме. Јас не зборувам како член на партија, јас зборувам како поединец. Јас ова 20 години го повторувам. Ќе го повторувам ако даде Господ додека сум жив. Ние сме посебна нација, ние имаме право на наша нација, нашата борба, документите што ги имаме е херојска борба. Сме поминали низ голготи, децении, војни, векови. И сега некој да дојде со тоа да лицитира, за мене ми е нејасно. Јас се уште се чудам, искрено кажам. Освен овој аспект на заедничко чествување на значени датуми од нашата историја, има и нешто што е формално правно, а тоа е договорот. Да. Како тој ќе изгледа, претпоставам дека ни вие ни јас се уште ги немаме деталите околу тоа, но своевремено беше спорно потпишувањето на кој јазик ќе биде тоа. Од поодамна, затоа и не се потпишува, ми се чини. Тоа првите инициативи, ако не почнем уште времето на Киро Глигоров, па беше оваа декларацијата, но стално беше спорно неколку прашања. Тоа беше заедничкото чествување на овие датуми, учебниците, говорот на омраза се спомнуваше во декларацијата и на кој начин тоа ќе биде потпишано, на кој начин тие ќе го признат нашиот јазик, па мислам дека таму стоеше во декларацијата јазиците на уставите од двете земји. Како очекувате сега тоа да биде? Дали Нели е добро соседство да се признае македонскиот јазик? Зошто да се негира? Па македонскиот јазик уште од ова и тоа решение го чуваме во државен архив. Нашиот јазик е кодифициран и е меѓународно признат. Ја не можам да потпишам на есперанто. Јас сакам да потпишам со добриот сосед мој, кој да е од тие 5 што ги имаме, на мојот јазик. Тогаш тој ќе ми покаже на мене разбирање, дека ме признава, уважува како еднаков, и тогаш јас можам да го уважам како еднаков. Пак ќе ви кажам, и специјални односи со Бугарија. Нема зошто да не. Не врзуваат семејства, родослови, крвни линии. Имаме близко со тие луѓе. Но мора да не признаат како еднакви. А ако видат од нас неусогласена државна политика, ако видат несериозност, ако видат човек кој што ветува и нуди се, нормално е да го искористат тоа. Тогаш не е нивен проблем тоа. Тоа е наш проблем. И затоа кажувам, ми се чини дека се потценува народот. Народот беше потценет во овие 27 години. Народот беше потценет од изборите на 11 декември до 27 април. Народот влезе во време кога се одвиваше асиметричен државен удар во собранието. Народот и денеска е потценет. Тие сметаат дека со принуда,
со злоупотреба на апарати за принуда, инструменти, како што е МВР, ќе го уплашат. Јас ви кажувам, мислам дека за овие теми не сме да се потцени народот. Како планираат да го изведат тоа на мечкен камен, да ве прашам? Па тенкови ќе им треба да се одбранат од народот. Па 100.000 луѓе ќе има на мечкен камен. Тоа е наш свет празник. Јас мислам дека овие работи буквално како ако се сеќавате на онаа лектира Пинки го виде Тито, тоа наше воодушевување сме ја виделе Софија или Атина, официјално не пречекале. Тоа не сме еден државник или човек што глуми државник од наша страна, не сме да му се види на лицето. Мора да бидат камен цврсти и не сме да попуштат ниту еден сантим од нашите интереси. Ама пред тоа треба да ги знаат. И уште едно кратко прашање. Прашањето е кратко, претпоставуваме одговорот ќе биде тако, за да можеме да проследиме уште два прилога, да се потсетиме на тоа што денеска се случуваше и да му дадеме време на господин Тандов. За волја на вистината, оваа влада измината на Груевски, договорот исто така подготвуваше договор, но не го подпиша, иако од 2016-14 мисля че не беа блиску. Па дури тогашниот министер за външни работи изјави дека таков договор подобро и да го нема. Не е ни нужен во односите меѓу двете земји, но и таа власт, и минатата и сегашната се притиснати во тенденциите за брзо членство во ЕУ и во НАТО и за жал овие две соседни земји, Грција и Бугарија, кои што се веќе членки на Европската унија, притискаат со и прават еден дисбаланс и на некој начин уценуваат да се направи компромис кој што веројатно за многумина еве и за вас, можеби не за сите, но е штетен. Како во меѓународен аспект да се избегне тоа, како можеме да одиме напред, а да не правиме компромиси, тоа ми се чини крунското прашање. Точно, ова е многу сериозно прашање. Ние како народ, политичката елита треба да седне на сеопшта дискусија, да се усогласат политички и национални точки од кои што нема попуштање. Непотпишувањето на договорот јасно укажува дека ВМРО ДПМН не беше подготвено на се. Значи не беше подготвено, давајте што давате, да ви подпишеме и да го тргнеме тоа од дневен ред. Некои точки, ако не се соодветно на нашите национални интереси, не смеа да бидат подпишани. Затоа што Бугарија прифати тактиката на Грција. Тактиката на Грција беше да не блокира за да се распаднеме и се уште е таква. Последната посета на Димитров на Атина покажува дека нема попуштање да има во таа политика, а Бугарија после долги години го усвои истиот начин и почна да се заканува со вето. Сега веќе и Албанија ни се заканува со вето. Ако ние почнеме да правиме остапки кои што не се добро размислени, кои што не задираат и не ги менуваат националните интереси и суштината на постоењето на оваа држава, ние ќе немаме државата, а ве уверувам дека нема да бидеме ни членка на НАТО и на ЕУ. Значи, да, треба интелектуален напор, треба многу мислење, многу дискусија, многу внатрешна дебата. Треба да се појави конечно таа институција МАНУ, каде што седат луѓе кои што зимаат пари, а никој не гледа никаков научен труд од нивна страна или одговор на овие предизвици кои што ги има државата. Ева да подсетам, 1998 година Албанската академија на науки објавува документ кој што е основа на теренската платформа на Рама, кој што документ предвидува анексија на делови од македонска територија. Тоа е пред 19 години. Каде е одговорот од нашата највисока научна институција? Се надевам дека Сакам да ви кажам. Наскоро ќе имаме гостин од Македонската академија, па ќе ги прашаме и како тие треба да ги прашате. Иако мислам дека тие беа зачетници на изнаоѓање начин како да соработуваат двете земји. Во секој случај Не само Бугарија. Да. Треба да одговорат на За сите сите предизвици или барем да дадат доволно материјал кој што ќе го разработат понатаму политичките елити, а не да молчат. Затоа што ова што се случува, еве гледате до што не доведува. Сега почнавме да лицитираме со се и се што, имаме закана од 3 држави со вето. Ви благодарам што бевте гости во Аргументи, господин Петровски. Благодарам за поканата. Чувани гледачи, во меѓувреме го барам прилогот на колегата Градимир Марковски, кој ќе подсети на денешните збиднувања околу ова што станава актуелна политичка тема, а тоа е договорот за добро соседство со Бугарија и подсетување на некои состојби од минатото и сега.
Средбата Заев Борисов и исходот од неа померка за дел од бугарските европратеници негаторски настроени кон Македонија. Еден од нив, пратеникот Джамбаски, тврди дека Македонија била српска конструкција, македонското малцинство во Бугарија не постоело, бидејќи воопшто го немало како нација. Според него, претходната македонска влада била антибугарска и просрпска, а сегашната сосема поинаква. За него средбата Заев Борисов е историска. Моето усещане е, че ако се исполнат нещата за които се говореше днес, тази среща ще бъде запомнена. Моето чувство во врска со она за кое се зборуваше денес, доколку се исполни, оваа средба би се напоменала како историска средба. 10 години со Македонија управуваше една влада која формално беше производ на ВМРО, а всушност беше просрпска, антибугарска влада, која правеше се возможно за да го затвори патот кон Бугарија. Сегашната влада, предводена од Зоран Заев, е сосема различна и да, пак ќе кажам, дека оние убави нешта кои се говореа, вие, медиумите, оваа средба ќе ја запомните како историска. На новинарско прашање околу тоа дека Заев го затвора поглавието на национализмот и омразата и се обраќа кон Европа, Джамбаски вели дека за македонски национализам е смешно да се зборува. За македонскиот национализам, релевантната причина која се вади за него обично е смешна да се анализира. Се работи за една фалсификувана српска конструкција предводена од Коминтерната. Така што да, возможно е да се променат нештата овој пат. Многу е всушност просто, треба да се решат неколку нешта. Прво, треба да се склучи договор за добрососедство кој ќе гарантира и декларира важноста на законите и правата земени предвид од заедничката историја на Бугарија и Македонија, непоставувањето провокативни прашања кон Софија и Бугарија во однос на некои малцинства кои не живеат на наша територија и едноставно нема од каде да се таму, а и не постојат како нација воопшто. Запирањето на омразата, промената на учебниците, тоа е прилично тешко да се оствари и не може да се изврши од денес за утре. Така да очекуваме да не се случи, меѓутоа факт е дека штом има волја, има начин. Заев пак посредбата со Борисов изјави дека Македонија од Софија испраќа порака до Бугарија и Грција за затворање на поглавието со омраза и национализам. Јас се испраќам порака и до овде до Бугарија и до Грција. Македонија денеска затвара едно поглавје на историја, на национализам, на омраза. Македонскиот и бугарскиот премиер во Софија начално договорија заедничко чествување на Илинден. Борисов треба на 2 август да дојде во Македонија и тогаш да биде потпишан договорот за добрососедство. Двајцата премиери се поклонија пред споменикот на цар Самуил во Софија и најавија дека истото ќе го направат и во Македонија. Заев од Бугарија најави ревидирање на македонските учебници по историја. Неговите ставови во Македонија предизвикаа лавина реакции на историчари и експерти. Еве повторно во аргументи. Добро вечер за господин Стојан Андов. Како сте, господин Андов? Следите ли политикава, така? Молам? Ја следите политикава? Да, следам колку можам. Да. Ја следевте посетата на Зоран Заев на Софија и најавата за потпишување на договор за добрососедство и најавите за заедничко чествување на значајни празници од историјата на македонскиот и на бугарскиот народ. Прво, тоа најмногу крена врева во македонската политичка, да речем, јавност, па и историска. Има ли опасности од поистоветување на историјата, она што бугарите од секогаш го негирале, а тоа е нашата историја и нашиот народ? Или беше време да се најде некакво компромисно решение? Зборуваме за историографијата. Историографијата? Така, што пишува во книгите. Станува збори за животот, како бил и што бил. Мислам оти на Балканот книгите се и учебниците пресебно се тенденциозни и сегогаш се вака пристрасни. Имаше една иницијатива од Европската Унија да се обиде еден процес на припитумување, така да кажеме, на учебниците, да не бидат едни против други свртени по секоја цена и некои историски состојби кои некогаш биле да не нас и денес блокират. Прегледот на учебниците на Балканот е потребен и се надевам дека
може и да почне со оваа спогодба. Ама че треба да се прави и некои договори и со албанците, и со Албанија, и со Србија, па и со Грција. Таа сфера на образованието, едностранното образование, пристрасното образование, дава политичари крути, кои не навлегуваат во суштината на работите, процесот историски не го ни познават, ниту па ги интересира и така натаму. Затоа мислам оти, иако е тоа предвидено, не е лошо предвидено. Тоа е добро да се работи малку на уедначување на учебниците. Ајде тоа да погледнеме прилогот на колешката Андрија Себиновска, која разговараше со историчарот доктор Михајло Миновски, како е нивниот став и ставот на Министерката за образование околу можноста за усогласување или промена на учебниците. Само еден ден откако премиерот Зоран Заев обелодени дека ќе се менуваат учебниците по историја, денес пристигне и потврда од Министерката за образование и наука Рената Тринеска-Десковска. Министерката не прецизираше за кои точно учебници станува збор, но ревизија ќе има, со цел како што вели да се отстранеле грешките кои што учениците ги учат. Ќе бидат ревидирани наставните програми и учебниците. Тоа ќе го прават експертски групи по сите предмети, значи не само по историја, него буквално по сите предмети. Така што ревизијата на сите учебници ќе биде дел од еден процес кој што ќе биде дебатиран на експертско ниво. Значи сите учебници ќе бидат отворени на процес на ревизија во целокупното образование со цел да се отстранат грешките кои што учениците ги учат. Реакција пристигна од професорот по историја Михајло Миновски, кој посочи дека ако се работи за менување на историски термини, како на пример фашизмот, тогаш станува збор за политичка амбиција. Ревизија на учебниците треба да се прави на одреден период, но само доколку се унапредува историјата. И тоа треба да го прават експерти и историчари, но не и политичарите. Ако се работи за ревидирање, односно за исправање на некои историски термини, кои што ја изразуваат суштината на прашањето, како еве да пример за фашизмот или пак за други слични термини, тогаш и тоа е веќе политичка амбиција да се менува она што е веќе стандард во нашата историска наука и тоа не би требало да се прави. Се разбира, тоа е сепак задача на историјата. По изјавата на премиерот Зоран Заев и потврдата од страна на Министерката за образование и наука Десковска не стивнуваат реакциите во јавноста, како од историчари, така и од експерти и аналитичари. Господин Андов, колку се важни овие меѓународни договори? Ајде се вратиме малку на учебниците. Ајде на учебниците. Па да ви кажам, учебниците имат еден посебен статус во секоја држава. Колку јас што знам, во Србија не можете да купите и у книжарница учебник. Тие се дават само во училиштата и, да речеме, странец тешко може да дојде до учебник, што, да речеме, децата учат во Србија за историјата и така натаму. Исто и у Грција. Колку ја што знам и у Грција е така, мислам и у Хрватска е така, ама не сум сигурен за Хрватска. Според тоа, ни за учениците се тера политика. Сега треба да се направи еден увид, една ревизија, да видиме како може да зајакне елементот на едно заедничко живење на Балканот, да престанат оние меѓусебни колежи, непријателства, блокади и така натаму. Така да ќе биде добро е оваа одредба која има за ревизија на учебниците. Омразите на Балканот се најмногу заради воспитанието на децата уште од мали. Ова омразата и говор на омраза беше една од точките, ми се чини, во декларацијата на Љупче Георгиевски од 99 година. Тоаш се пледираше да се престане тоа од двете страни. Може би тоа го содржи во учебниците, како ги едуцираме децата, но и тие, не само ние. Веројатно, ако се прави во Бугарија, иначе не би било. Но странно да ние ги смениме нашите учебници, а тие да продолжат
да ги учат своите деца дека ние сме българи, така натаму. Тоа е најдобро да се постигне некој договор на ниво историчарите, таа работа треба да ја завршат, меѓутоа да не терат политика. Вие ги познавате историјата, но и долго време бевте политичар. Да. Како овие две работи може да се одвојат? Сега политичарите секогаш кога ќе заглават, велат ајде да оставиме историјата на историчарите, но сепак главниот збор го водат политичарите. Ако тие решат дека треба да се остави на историчарите, пак тешко се договарат за едни исти собитија како да ги третираат. Добро, очигледно е дека на Балканот уште не постои така една политичка култура за диалог, објективен диалог, размена на аргументи, а потоа и уедночавање на мислењето. Уште сме тука назад. Сите сме заковани за некои наши представи од некогаш и народите, политичарите на Балкан ги плашат своите народи од опасноста што од друга страна му прети над неговиот народ, а тој па политичар е чувар на народните интереси. Јас се сеќавам на познатиот политичар од Грција Андонис Самарас. Тој кога ќе проговореше опасноста од север, опасноста од претензии и така натаму, какви претензии, Господин Андов, само ако да бидеме искрени, и во историјата на македонската политика цело време се водеше една антибугарска политика и историја од академици, од вас политичарите и од кај нив исто така. Тоа беше еден баланс на нетрпеливост. И ги избегнувавме. Сега да бидеме реални, значи ние бевме дел од таа прогласување на бугарофилство на одредени политички субјекти. Тогаш Милчо Георгиевски беше на крст распнат затоа што потпиша декларацијата и беше бугарофил. Сега најднаш социјалдемократите, комуњари, да ги наречам пежоративно, го прават. Бучковски ја почна прва работа, ја заврши Заев. Има една цела инверзија на однос кон бугарите, различна дали се од страна на ВМРО или од СДСМ. Видите како се свртуваат работите? Многу. Да. Нешто да мислиме сега, кој работи во интересите на Македонија, кој не. Оти кај нас многу има предавници и патриоти. Бугарија не е виновна за сета таа работа никако, затоа што Бугарија прва земја на светот ја призна Македонија, колку што знам, пред да заврши она средба на 10 јануари на 15 јануари во мислам тоа беше во Хаг, да не беше, каде што нас не Грција и Турка да не можеме да добиеме независност, да добиеме признание. Бугарија прва ја призна Македонија. Ние не требаше, тој беше таму Желев, еден разумен човек, способен политичар, далековид, изложен на вакви притисци во Бугарија исто така. Вакви притисци имало и во Бугарија и кај нас овде, како не. Оној период кога беме ние во една група земји неврзани, а Бугарија беше блоковска земја, од овде се гледаше на бугарите како некој посиромашен роднина од село, ако можеш да го избегнеш и така натаму со една висина над нив, па почнаа на нашите спортски надпревари, ако дојдат и бугари, па да му викат бугари, татари, не знам што и така натаму. Тоа се труе народот, тоа не е, тука не е да нема влијание и историографијата. И таа има влијание. Ама, еве се покажа, така беа, да речеме, до Втората светска војна состојбите во Европа. Ама, Франција и Германија се договори, ако најжестоки противници беа, најмногу меѓу себе омразени беа, но се договорија. И совладаа тие такви препреки и... Ама ако е обострано, кај нас е стравот од она што можам да видам дека Бугарија ќе си го добија своето. Ние ќе изгубиме од македонизмот и од нашиот дел. Јас мислам, оти нема да изгубиме ни ние, ни Бугарија ќе изгубе, ќе добиеме.
едните и другите. Еве сега малку слушав на телевизија кај вас што говореше господин Петровски за на Мечкин камен што ќе стане и така натаму. Јас мислам оти тоа е еден не се однесува на него тоа е еден став кој постои кај нас. Да, мислам оти тоа е еден антиисториско политичко стојалиште. Тоа нема основа во историјата. Ние немаме основа да се караме со бугарите за Илинден. Тоа е наш проблем. Бугарите, ние имаме два Илиндена. Едниот ни е заеднички, другиот е само наш. Кој е заеднички? Заеднички 903 година. Кај заеднички? Па тука се било? Па тука сигурно, тука било. Што имат бугарите со? Па имало и бугари тука. И некои луѓе се чувствувале бугари. Еве што е. Чекайте. Како така? Не бојте да се играте. Околу 80.000 бегалци прибра Бугарија од тоа востание. Ама не учествува во исто Ама чекайте, востанието не е само да тие 10 дена Крушевска република. Не е тоа. Востанието беше масовно движење овде. Огромно население зафати. А исто така да не кажам, историчарите знаат дека одлуката е потекната да се диги Илинденското востание, сите историчари на да го знаат, е фактички под присок на бугарската камарила околу царот и офицерите. Инаку, нашиот најспособен политичар од тоа време Гоце Делчев бил против дигање на востание. И не може тие, ако го покревале востание, да не бидат умешани и да не е и нивно тоа востание. Така да тие работи треба малку да се поинаку гледат. И сега кај нас е Илинденското востание, ние имаме два Илиндена и треба да 2200 да славиме, затоа што ни се важни и јасно ни е важен. То сигурно не ги интересира бугарите околу тоа, нема што да се спори. Некогаш спореа, некогаш викаа дека тоа е една обична узурпација и така натаму. Народот македонски овде бил бугарски, па немал право да прогласува држава. Меѓутоа сега не го спорат тоа од Бугарија, колку што гледам, никој не го спори ни на учениците. Друго околу Илинден, не знам дали кај нас не се знае дека да речеме во грчката, во српската историографија, Илинден не е востание некое, не е борба за слобода на македонскиот народ. Тоа е најчесто е третирана како бугарска провокација овде. У Грција е исто така. Грција не го признава Илинден. Дека е востание, тоа е дека е една провокација што направиле бугарските тајни служби и така натаму. Така да ние со ова приближување негде заедно да го славиме Илинден на Крушево, кај што најбележит настане во Илинденското востание, битката на Мечкин камен. И тоа треба да ни биде чест што ете наш сосед балкански го чувствува тоа и како свое и дошол на нас, кај нас овде да славе со нас. Господин Андов, ова што говорите сега околу промена на учебниците, може би учебниците се важни за младите, но кој ќе го промени ставот на академиците, на професорите, бидејќи тие навистина почнаа пред известно време тие да туркаат ова работа колку што може да видам за доближување на ставовите, помирување историско меѓу тоа што е вистината во историјата. Но сите овие години од 90-та наваму, па и претходно од 45-та, и политичарите, и историчарите кај нас и кај нив ја создава оваа клима. Треба да се откажат од своите томови, книги што ги напишаа во тој поглед и сега и таму има разногласија најверојатно. Па ќе напишат и нови томови. И тие и други. Потребата е таква, времето е такво. Политичко. Не политичко. Тоа било политика. И тоа било политика, да. И тоа било политика, така. И тие автори се фактички војници на политиката кога тоа се водела. И сега ние кога викаме на
Тоа нека си ги прочитат книгите, нека видат, заедно нека седат подискутират кој колку далеку отишол, кој ровови меѓу нас ги ископал и така натаму. Тоа е познато. Исто беше ситуацијата Франција и Германија. Они нема историчари кои ги проколнувале германците како страотни непријатели, уништувачи на Франција или уште од Наполеон е Франција па стигматизирана од германската историографија. А сега направија чекори други. Така да сега они имат многу усогласен кај нас овде во Македонија, тоа може се види од односот према облежувањето на гробиштата на француските гробишта, на француските војници во Битола и германски војници во Прилеп, кога се обележува годишнина од Првата светска војна. И заедно одат и францускиот амбасадор и германскиот амбасадор, и кај едните и кај другите. Добро, и на прославата во Москва сега веќе сите доаѓаат таму. Ете, тоа се денот на победата на фашизмот. Зошто тоа него како практика ние не може. Знаете што најлесно зошто сега? Дали дојде времето што вели Заев, сега малце други сигнали доаѓаат од Европа. Има ли тука некоја поттик дека нешто сега треба да се случи, па тие ја забрзуваат малку еден катализатор ставаат на односите и внатре и надвор. Конзервацијата на состојбите во во Западниот Балкан не е случајна. Овде ние и најуспешните наши реформи после ги сведуваме на обична формалност, фактички да се оправдаме пред Европа, а фактички си ја тераме својата. Затоа е оценето и затоа ние како последни сме у целата таа работа. Има тука и политика, ама ние треба да се избориме таа политика да сите наши луѓе се изјасниле, нели, за да одиме во НАТО и во Европска унија. Од нас овие што барат работа, а не може да најдат тука, никој не оди, да речеме, негде во Кина, во Русија, во Саудиска Арабија и така натаму, у Емирати има малку нешто. Сите одат на запад. Одат во Германија, Швајцарија, Англија, Франција и така натаму. Ако така е таа работа, треба и нивните вредности ние да ги делиме, да не излезе од и ние им праќаме таму како оние што им праќат што овие земјите исламски, каде што инсистират на сите адети на исламот, да речеме. Тоа е добро, некој човечко право е, ама гледам како Канада се однесува според тоа. Ако си дојден од негде, а не си тукашен, тогаш ќе треба тие мерила да ги усвоиш. Ова е знак сега, дека навистина се отвара и Европската унија и НАТО кон нас. Знаете што е спорно? Мислам спорно. Дилемата е следна. Тој договор со години не се подпишува. Да. Мора ли да постои? Колку е важен? На тој договор повеќе инсистираше Бугарија. Одошто ние се откажавме од тоа, не ни се допаѓаше начинот се подпише на јазиците на уставите, не ни се допаѓаше заедничко чествување, говоревме како што говоревме. Тие инсистираа да колку е важен таков меѓудржавен договор и зошто тие инсистираат на тоа? Меѓудржавен договор меѓу соседни земји е општа практика кој дава рамки и основи на пријателството и на соработката. Тоа не е од нас измислено, па ние или од бугарите не е измислено. Сегде се смета дека меѓусебниот договор за пријателство, кога постои, пријателството има здрава основа и не е подложно на големи испади од една страна и така натаму и така натаму. Така да мислам тоа требаше да биде и наша идеја. Ние исто имаме интерес да имаме спогодба за соработка. Тоа се уредува. Така се уредува светот и ние треба тоа да го направиме. Така да добар е овој договор. Вака како што иде сега е добар. Јас колку што знам,
во документите кои се подпишувани нема нешто порано, нема нешто што би требало да значи било какво обезвредување нити на македонскиот народ, нити на македонската нација, нити на македонскиот јазик. Јас се сеќавам само на она конзуларна конвенција која основните права на граѓаните на едната на другата земја ги обезбедува. Таму ќе ше подпишан министер Димитров, мислам, Сашо Димитров. Александар Димитров, да. Да, таму стои точно и името на јазикот и нашиот и на бугарскиот. И тоа дека се тоа и уставни не гледам ја тука некоја таква опасност, такви испад. Нашите политичари еве во што прават неопростива грешка, што тие сакат да дојдат до политички позиции плашејќи го народот. Суштина треба да на народот да му се каже оти имаме проблеми со Бугарија, ама јас политичар сум и ќе ги решам тие. Тоа е политичар, а не е политичар, некој ќе спомнат со Бугарија треба да правиш спогодба, да се сокрие зад народот и да го уплаши народот, тоа сака да не прават бугари и така натаму и така натаму. Тоа не е политичар. Тоа е шпекулант политички кој сака да искористи нешто. Тој бил тоа што го бране народот. Бре. Овој народ како се одбрани до сега? Има една поговорка на српски велат прав командант водаче што вели за мном другови, а не напред другови. Сигурно. Добро, ви благодарам што бевте гостин во ова кусо издание на аргументи, за вашите аргументи и вашите ставови околу овој договор за добро соседство со Бугарија. Ќе видиме на крајот како тоа внатрешно политички ќе заврши. Сигурно нема да биде едноставно во Македонија околу се ова, се прави. Да додадам, ова е школа со Бугарија сега. Ако добро го направиме и профункционира како што треба, мислам од тие основа, тоа ќе биде и еден пример како и со Грција да ги уредиме тие односи, па дури и со Србија. И таму имаме уште работи кои треба да се уредат. Се надевам и со Албанија. Така. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше еден вид на издание на аргументи во терминот од 18 часот, па еве до сега 10 минути до. Ви благодарам за вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја разрешува. Немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само за вас. Дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.